Почитувани сограѓани, еден од најголемите приоритети во моето наредно 4-годишно работење е инвестирањето во културата. Во претходниот период го направивме музејот на ВМРО, обновивме голем број на куќи од старата архитектура, значи Андоновата куќа, Личковата куќа и една куќа на булеварот Гоце Делчев. Наша задача ќе биде да го зачуваме културното богатство во нашиот град, кој е градено со децении и мораме тоа културно богатство да го ставиме на наредните генерации. Куќите во Ново село ќе бидат целосно обновени. Доколку Министерство за култура одбие да финансира во Штип, тоа ќе го направиме ние, како локална самоуправа со нашиот локален буџет. Ќе ги обновиме куќите на булеварот Гоце Делчев. Ќе инвестираме во нашите културни институции, во нашата национална библиотека, во нашиот дом на култура и нашиот театар, како и музејот. Општина Штип може тоа да го направи. Истовремено сакам да искажам дека на тврдината Исар на времето се направија голем број на објекти кои го наградија најзначајниот дел од нашата историја. Историјата на нашиот град е тврдината Исар. Ке треба да реставрираме и обновиме по проект на исти принцип како што е направена Самуиловата тврдина во Охрид. Секој дополнително наградување на тврдината ќе го спречиме со сите наши сили. Ќе инвестираме и понатаму во нашиот фестивал Макфест, нашата гордост. Еве деновиве тој се одржува по 32 пат. Ќе инвестираме во Пастрамалијадата како значаен туристички и културен настав во нашиот град, секако и во Штипско културно лето. На крајот да кажам дека во селото Драгоево ќе го обновиме домот на културата и ќе направиме етно музеј, каде ќе има место за сите националности од нашиот град. Ќе направиме македонска соба, влашка соба, турска соба, ромска соба и српска соба. Верувам дека на овој начин ќе го подигнеме соживотот меѓу сограѓаните во нашиот град на едно повисоко ниво. Сепак, на крајот да кажам дека општината има средства тоа да го направи и сама, доколку Министерство за култура и понатаму го обструира културниот живот во нашиот град.